Верувам дека уживате со ова саботно издание на Ја сакам Македонија, кое во живо го следите почнувајќи рано наутро во 7 часот и така е се до означување точно 10 часот. Оние кои редовно сте со Ја сакам Македонија, барем во саботните изданија, повеќе од јасно ви е дека по вашето омилено Мое село време е за нашата омилена кујна. Што ќе подготвуваме денес и кои ќе бидат мои, не можам да речам асистенти, туку главни шефови во нашата кујна, дознаваме токму во овие моменти. Добро утро велам за Тони и за Максим. Добро утро. Благодарам што вака сабота наутро во продолжен викенд ни дојдовте без никаков проблем, се договоривме во неколку минути. Тони добро познат на македонската јавност. Максим, доправа е моментот кога ќе го откриваме и запознаваме. Пред се, како сте ми, што правите? Одлично, работно, иако е за некој продолжен празник, ние работиме, пример денеска. Припремите се за внес на нови пилиња кои што ќе треба да дојдат утре, така да кај нас е работно, нели, во сточарството нема денови каде што можеме, нели, многу да си дадеме изнишка, али сме одбрале таа работа, ја работиме со љубов, со желба, со полно срце, како фамилија, како вработени, сето тоа си тече одлично. Така колку што моите информации говорат, и Максим е дел од целата таа приказна. Како, Максим, почна да бидеш дел од целата приказна, односно да му се придружиш на Тони во производството на квалитетно домашно пилешко месо? Така, точно така. Јас сум уште од многу мали нозе во рамките на фармата. Како што растев, така учев, созревав во фармата и се понатака нормално се уште сум фармата. Не само што помагам, туку и работам, држам посебни оддели и под моја контрола. Тоа е навистина за почит и за поздрав, вака еден млад човек наместо продолжените викенди да ги користи некаде кај нашите јужни соседи, голем дел од луѓето замина, ти си тука со твојот Војко, чинам да... Така, Војко, да. Бидеш негов асистент, односно наш главен готвач во кујната на Ја сакам Македонија, што ќе подготвиме Тони со каков кулинарски специјалитет ќе ги изненадиме гледачите, а при тоа какви совети и трикови ќе им откриеме. Така. Ние денеска донесовме убави обескостени батачиња пилешки, 4 батачиња. Овие батачиња ќе ги врземе со еден со друг, како ролат ќе го направиме, внатре ќе додадеме морковчиња, за да го освежи вкусот, ќе го завиткаме и ќе го ставиме на печење. Ќе му додадеме понатака пред да, нели, сев ќе му додадеме и солило за да го припремиме, а понатака пред да го извадиме од печење, ќе му додадеме мед, нашето масло и сите овие семки што ги гледате, така да ќе верувајте ми ќе биде прекрасно. Значи, ако ставиме медче во една шоличка мед, маслото и овие семки премачкано горе, не мора да јадете, можете само да гледате. Тука не би се согласил многу, а за тоа дека е вкусно и квалитетно пилешкото месо, па и лето ни доаѓа некако полесна храна, сакаме да јадеме квалитетен извор на протеини. Сме се увериле, барем екипата на Ја сакам Македонија, сегогаш достојно пречекана кога доаѓа на фармата на Тони, ми спомена нашето масло. Дали почнувате експерименти да правите и со тоа нешто? Па ние од минатата есен решивме да купиме машина со која што сончогледот, купивме сончоглед. Оваа година купивме нареднава година ќе произведуваме веќе, затоа што за нашите пилиња, нели, голем дел во трошокот е храната. Храната произведуваме некои 2-30% ние самите и кусурот од храната ја купуваме од земјоделците кои што се околу нашата фарма. Како што знаете, ние се наоѓаме на локација Идризово, Огњанци, општина Петровец е Огњанци, таму направивме нови фарми, нова кланица и нешто што ни треба во исхраната е ладно цеденото масло во пилињата, а она алтанот, најубавото што останува за нас, како што може да видите. Ова е ладно цедено, исцедено, само стиснато зрно, механичка машина која што механички го вади маслото и така да верувајте ми, без додатоци има начини како да го сузбиете вкусот и мирисот на сончогледот,
ама за жал ние во новите времиња се помалку и помалку наоѓаме на вкусно и нешто необично, автентично, локално. Прашав луѓе кои што го пробаа, рекоа Тони, немој да менувате ништо, немој да додавате. Има начин, активен јаглен кажуваат, се додава па се вади вкус. Значи сега самото мевце ќе го после посолување ќе му ставиме зетинчето пред печење, ќе осетите и после откако ќе ги додадеме другиве намирници дозгора врз самото ролатче, ќе видите вкусот е необичен, вкусот е многу убав. Значи цела моја труд покрај работата е обезбедување на храна за нашата фамилија, здрава храна, каде што ќе нема прскање. Знаете, сте биле кај нас на фарма, кај нас се произведува пипер, патлич, компир, кромит. Се што треба за една фамилија. Сега откако и маслото го имаме, значи јас во продавница, реално немаме време многу за леп да замесиме и тие работи, едино леп, ама знаете како, кога имате се ова, многу леп и не ви треба, нели? Така е. Само тоа што сакав да го кажам, особено ако се додадат локални компири, локални моркови, зеленчуки, сето тоа се ние направи една година, комбинација. значи, произведуваме доволно, не повеќе од потребите на фамилијата, мала фолија кај што имаме пипер, патлижен, краставици, до незе се посадени 2 реда моркови, инаку во Огњенци е прекрасна земја, прва класа земја, која што, верувајте ми, не ви треба ни мотика, ништо со раце можете да ископате, нели, откако ќе биде обработена и зорана. Јас така пораснав со баба и дедо, така и Максим покрај мене, мајка ми и Вујна, мојата сопруга, расте, така да плодовите ги гледам веќе кај Максим, да не зборувам за Дамјан и Стефан, моите синови, кои што Стефан е моментално на фарма, сега може му подзвониме, тој е веќе стигнат 7 сат, активен рано, саме на работа, од Сабајле и не е проблем што е сам, си ја знае работата, сам беше и синојка, али успехот се гледа, школата на децата е добро предадена, не сум јас од родителите кои што седи ти не знаеш, него сега јас го пратам него, не ме пратил мене, тоа е многу добро. Се стреми со Максим, иако Максим има други идеи веројатно во животот, али што е најбитно? Најбитно во животот да имате фат. Сега ќе го видите тоа кај Максим, најбитно е во животот, тој готви, мислам да го прашате за готвењето. Максим е врв во работата на фарма. Во тоа ќе се увериме кога ќе дојдеме на лице место, а колку е вешт во кујната, ќе констатираме некаде околу 9 часот и 30 минути. Максим, дали ова е едно од твоите омилени јадења или што обожаваш да подготвуваш, а при тоа да се употребени состојки кои ги произведувате на фармата, секако направо во место, пилешкото место? Копаните без коска ми се едни од најомилените, кои што нормално се спремени со домашни и органски производи, така што се нашите кумпири, нашите моркови, нашето масло, кој што е ладно цедено, и други семки, мед, и така нормално е целта да биде здраво и да немат некои штетни и неоргански материи. Така им да е многу едноставно и за подготовка, бидејќи живееме нели турбулентно, брзо, особено помладите, па често ни е изговор, па немам време да готвам, па ќе купам готово, поевтино е, побрзо некако е. Колку време ќе ни биде потребно, момци, за да можеме да се препуштиме во дегустацијата на кулинарската магија од моментот кога ќе почне подготовка? Јас мислам не повеќе од 3-40 минути целата работа. Кој ќе биде главниот сега во кујната? Максим? Максим, јас ќе помагам. Така, Максим, можеш да започнеш со целата процедура, кои се првите чекори од готвењето? Најпрво треба да го посолиме месото, така што со сол и други зачини, кои што нормално треба да биде во рамките на здраво и вкусно. Тоа ќе го видиме, ќе се увериме, а вам, почитувани, ќе ве поканам и понатаму да бидете со утринската насител Ја сакам Македонија, затоа што во овие моменти следува нашата и ваша омилена рубрика занимливи и интересни факти за дел од намирниците кои ги користиме во подготовката на кулинарските специјалитети. Покрај пилешкото месо ни изоставен дел од ова кое се случува во кујната се секако и морковите и компирите. Најпрвен ќе дознаеме интересни и занимливи факти токму за
зеленчукот, односно морковот, а потоа ќе продолжиме со ова кое Максим почнува веќе да го крчка во нашата кујна. Бидете со нас. Прашувате ли некогаш што се крие зад скромниот морков? Тој портокалов корен што често завршува на дното на фрижидерот. Денес ќе ви изненадиме со приказната за зеленчукот кој не само што ги штити очите, туку крие и богата историја, мистика и научни изненадувања. Иако денес го знаеме како символ на здравјето и витамин А, првите моркови не биле портокалови. Напротив, древните сорти што се одгледувале во Авганистан пред повеќе од 1000 години биле виолетови, црвени, па дури и темно-сини. Се верува дека холандските земјоделци во 17-тиот век вештачки одгледале портокалова верзија во чест на кралската династија Оранж. Така, благодарение на политиката и патриотизмот, добивме зеленчук што денес не изгледа сосема природно. Но морковот не е само историја. Тој е и наука. Богат е со бета-каротен, антиоксиданс кој телото го претворя во витамин А, важен за видот, кожата и имунитетот. Постојат документирани случаи кога луѓе кои секојдневно консумирале големи количини моркови добиле жолтеникава нијанса на кожата, појава позната како каротонемија. Иако е безопасна, дефинитивно е доказ дека дури и најздравото треба да се јаде со мерка. Интересно е и тоа што морковот има свој официјален ден, 4 април. Тоа е ден кога ширум светот се организираат манифестации, надпревари за најчудно обликуван морков и дури се пеат детски песни посветени на овој зеленчук. Во Јапонија пак морковите се сметаат за символ на среќа, а во некои култури се користат дури и во ритуали. Во античка Грција морковите биле ценети и како природен афродизијак. Хипократ ги препорачувал за подобрување на дигестијата и виталноста, а во средниот век се верувало дека супа од морков може да излекува дури и меланхолија. Денес модерната медицина потврдува многу од тие верувања. Морковите навистина се моќни во борбата против воспаленија и старење на клетките. И не заборавајте, морковот не е само за грицкање. Од крем супи до колачи со моркови, од сокови до гурмански специјалитети. Тој заслужено е дел од менијата на врвните светски готвачи. Скромен, а моќен. Секогаш подготвен да внесе боја, крцкавост и здравје во нашето секојдневие. Следува. Од 5 до 9 јули, Долно Лисиче ќе се претвори во вистински епицентар на традицијата со 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца. Ќе бидеме сведоци на спектакл од шарени носи, завиткани во мелодии и ритми, што ги будат најдлабоките корени на нашите предци. На гости ни доаѓаат најдобрите фолклорни групи од Македонија, Романија, Бугарија, Словенија, Србија и Косово, кои ќе ја донесат живата магија на народниот танц директно во студиото на Ја сакам Македонија. Подгответе се за вртлок на емоции, радост и културна енергија, што нема да сакате да ја пропуштите. Оваа содржина за многу кратко во нашиот етер. Студиото полека, но сигурно се полни со луѓе, со гости. Ќе донесеме вистинска музичка ризница. А додека стигнеме до тој дел, ајде да видиме до каде стигнаа моите денешни гости, кога е во прашање деликатесот во нашата кујна. Тони и Максим, до каде стигнавме, што правиме со пилешкото полнето со зеленчук? Месото го посоливме, а сега ќе направиме една мешчавина што ќе биде многу здрава, а и многу вкусна. Ставаме нашето домашно масло. Нешто уникатно кое ќе биде, кое за прв пат ќе имаме можност да го пробаме. Взимаме од Сенфот. И тука морам да прашам дали за вкусовите, нели вела дека не се дебатира, но дали по личен вкус жел бодиме со количина на додавање зачини или има одредена количина колку мора? Секогаш е така според мене, значи луѓе некој сака солено, некој сака не солено, некој сака многу зачинето. Искрено јас, ако се работи за вкусно и здраво месо, предлагам да нема многу зачини, за да осетиме вкусот на самото месо. Сега бргу јас на еден собир наш пријателски во планина во Крива Паланка печев роловано пилешко со крилца на камен.
природен камен. Преубаво звучи уште Верувај ми, кога ќе се многу слушна. луѓе ме праша дали ролатот се испече на камен. Јас реков вака, значи може и не се испече доволно, ама не остана. Нема многу намирници ставање, значи еве како што рековте, само ние ќе го декорираме после само лицето од озгора и така. Сега ќе продолжиме со сецкање на морковче, кое што би ни било фил за во месото. Месото ќе го затвориме како ролат и ова прекрасно наше домашно морковче ќе го ставиме внатре во месото. Тоа значи изобилство, домашни, автентични, локални вкусови ќе правиме, така Максим? Така, имаме денеска на менито здраво месо, здрав рецепт на подготовка. Нешто кое е многу ретко да се најде во денешно време. Сепак месото ни е прв извор на протеини и енергија и Така е. мораме секако тоа да биде припремено здраво. Овој заврти го батак обратно за да не фати полесно. Еве што прави искуството, Тони кој знае колку пати го има подготвено овој Јас сум специјалитет. Мираклија, кога ќе дојдат повеќе пријатели јас да готвам, само малку Максим. Значи ќе го споиме батачето за да нели вака. Сега стави го другото одгоре. Дали Тони тебе ти ова омиленото јадење со како? пилешко или има и други комбинации кои ги обожаваш да ги Па знаете подготвиш? како, сакаме да готвиме нормално и свинско и телешко, али пилешкото ни е најлесно до рака и пат према годините мои веќе остануваме на пилешко, нели? Верни. Дали има Пилешкото- посебен трик за сочно да биде пилешкото месо или каде најчесто грешиме, ако така можеме да го формулираме За да биде прашање? сочно пилешкото месо, јас тоа што го правам ќе го кажам. Значи 24 часа пред да се готви, ставам, зависи од количината, ставам лимун 1-2 и ставам од маслото и стои 12 часа, значи 24 часа пред да го готвите. Ставам, како што реков, од маслото и не го солам, значи немојте солењето. Солењето го правам 12 часа пред печење. Затоа што солта ја истиснува водата и го прави потврдо месото. Значи сол не се додава. Сол не, сол никако. Сега Максим стави Сега ги горе. можеме да ги наредиме морковчињата внатре во месото. Предпоставувам тие се само колку на средина да ги имаме за да дадат за да го омекне вкус. месото, за да му даде некој Да има нека уникатност денешниот рецепт, ставаме морковчиња, мислам дека ќе ни се доволно. Максим, јас ќе го лупам компирот, може? А сега ќе почнеме со Со виткање. Со виткањето, Ќе ти помогне? може. Пробајди. Ајде да го видиме и тој дел колку успешно Максим се Максим ќе снаоѓа. го направи, сигурно. Но тука и Тони доколку нешто загусти, како што знаеме Префрли го ова да до оваа речеме. страна. Ова до оваа страна префрли го вака. И сега фати го со шпенаглите, пак ќе го фатиме. Ти левата страна, јас десната и готово. Очекував многу покомплицирано да изгледа виткањето на нашиот пилешки ролат полнет со изобилство од зеленчук, во конкретниот случај локални моркови и локални компири, а потоа И тука, ќе јас тука. додадеме и семки. Колку време Тони ќе се пече на која температура? Па види, јас претежно искрено печам под вршник. Температурата вршникот нема мерач. Што го живееме во фарма, имаме двор голем. И така да тука е се од логиката и од Искуство. И тоа е искуството, да. Се е тоа искуство. Максим саки го Сега префрлиме, дай го овде можеме вака да го префрлиме, можеме префрлиме. вака. Вака, долу. Треба да дојдам јас да асистирам или доволни се двајца луѓе? Не, ќе треба да те викаме после и дома, немој. Добро. Да. Еве вака, сега ќе го изгарнираме со компирчиња. И додека вие тоа го правите, ако се согласувате, можеме да излеземе на кратко од студиото да направиме една прекрасна прошетка. Така, супер. Од музика никогаш доста, со музика ќе продолжиме и по означување на 9 часот, а во меѓувреме се враќаме во кујната на Ја сакам Македонија да видиме до каде е нашата кулинарска магија, а фокусот на денешното готвење или нашиот специјалитет е секако домашното македонско пилешко месо, кое лично од својата фарма ни го донесе најголемиот производител на пилешко месо, а тоа е Тони. Тони, така е? Така е. Но тука ти прави друштво и твојот внук Максим. Така. Сега ќе продолжиме со нашата подготовка на месото, но имам една специјална смеса да наречам Тоа како прелив нешто ќе му како дојде. прелив некој. Ставаме мед, Колку ќе ни биде потребно метеве да речеме за овие 4 копанчи? Малку е вака, еве Максим една точно знае. лажичка. Точно знае. Веќе проверено Да, искуство. проверено веќе става веќе. Сега ќе земеме нашето домашно ладно цедено масло.
Тоа дополнителен вкус и Да, арома ќе му да. даде на јадењето. Уште малку можеш, Максим. Ова масло Долу. има еден уникатен вкус на сончоглед кој што тоа го има само ладното цедено масло, кој што може да се долови тој вкус на домашно и здраво масло. Сега ќе Само ги ставиме- дома кога е направено маслото, во индустрија нема такво масло. Сега ќе ги ставиме семките. Тоа се семки од тиква, претпоставувам, колку што гледам. Сега ќе ги ставиме ова мешавина од семки. Што имаме во таа мешавина, вака не Овде, можеме како што долго да гледам, видам. имаме чија семки, имаме пченица, имаме Не пшеница, сончоглед. сончоглед, имаме семки исто од тиква овде. Се и се што има, И значи ледено се комбинација месечини. има од семки. Да. Можеме Здрави да ставиме масло, уште малку. па, сепак Малце му можеме да доаѓаат. ставиме. Да, нека има. Нека има Се јаде- голема екипа, Се е. јаде голема екипа е како потреба. Треба за сите да има барем помалку да вкусат да Вака, видат. Максим, да помогнам. Супер. Колку треба да биде густа оваа смес? Вака некако, за да можеме да ја некако. нанесеме. Ако може камерата го долови. Па да, ќе долови и камерата, ќе се уверат и гледачите, и сигурно оние кои ќе го прават, како што рече, они можат да експериментираат, Така. односно да скратат на едно, да додадат на друго, за да ги задоволат личните Се апетити. по вкусот на гледачите, кој како сака, дали сака повеќе со семки, посолено, по неутрално така. Вкусот ќе го добие секој како што сака, ќе си направи вкусен ручек, Така. но велат дека без квалитетен ручек не може и без квалитетна музика да помине. Така, Нели е така. така? Максим, ти слушнав дека оддалеку некако наслушнав дека се занимаваш и со музика, имаш нешто вмешано прсти Да. покрај на фармата на Вујчи во кујната со пилешкото Па место. веќе неколку години свирам клавир. Вечерва имам и концерт од 7 часот во музеј на македонска борба. Добре дојдени се сите ваши гледачи да присуствуваат на концертот. Карта се наплаќа или слободен Не, влезот? слободен е влезот. Покрај тоа што се занимавам со музика, исто така имам голема пасија кон фотографирањето и видеографијата. Тоа е доста Снимам интересно звучи. Со дронови, апарат, снимам настани и во тоа имам замешано прсти. Исто така имам еден апел кон сите млади деца, млади луѓе, дека не е срамно која работа е работат, срамно е Така. да не работат. Кога ги споменавме и фотографиите и снимањето, денес е многу популарно тоа на социјални мрежи да се споделува. Дали го правиш тоа за да го споделиш на социјални мрежи или си го правиш за своја душа, за твој мерак? Јас ова го почнав за свој мерак, затоа што ми е интересно, ме влече тој дел и покрај тоа како што се усовршував, почнав и да ги продавам фотографиите, да снимам Браво. настани и секако се усовршувам и ставам подобар и подобар. Можеш одлична комбинација да правиш. Имаш фарма, имаш производство, месо, зеленчук, фотографија, класична музика, сето тоа може многу Има и спорт, квалитетно има да и се спорт, спакува. и добар спорт има. Ајде и за спортот ме интересира кога веќе го спомена Тони. Играм тенис, исто тоа сум од доста помал, ме влече тој спорт. Исто така сум и волонтер во Црвениот крст на општина Карпаш. Браво, сегде успеваш да стигнеш? Да, нормално на прво место ми е училиштето и оценките да бидат добри и да научам. И одам на прва помош над превар и во се имам замешано прсти. Со среќа нека биде што бака еден млад човек успева енергично да го организира и времето и да постигне се. Дали Тони можеби како мал беше истиот како Максим? Јас не знам како можеше се тоа да се преслика во голем дел, затоа што и ние одевме на прва помош тогаш, на превари, значи, нели поставување на Бог, давање на Бог положба, давање на прва помош. Јас исто јас го формирав во основно училиште, се сеќам, учев, ние сме мажари, тука Скопје, јас го формирав во 7 одделение фотографската секција. Поздрав до професорката, ако ме гледа. Значи, тогаш одевме нели во затемнети простори, ние сами развивавме. Значи, тоа беше малку со киселини, со сите тие елементи кои што ни треба, нели тогаш работевме со фотоапарат смена 8, кој што навистина вадеше убави фотографии, живи фотографии, како да кажам, доловени фотографии, иако беше тоа технологија од 80-тите, 85-6 година. Али секојаш ме влечело и мене, можеби спортот многу, не нешто малку, кошарката, али тоа многу малку, али па јас бев насочен кај баба и дедо во село,
за да ги научам работите на село. Значи нема што не познавам, затоа и ми е лесно во земјоделието, во сточарството, инаку ние во моментот имаме посејано околу 20 хектари пченица и јачмен, имаме посејано околу 5 хектари пченка, која што сега, нели убаво забрна вчера, завчера пченката ни е посејана овде во Скопје, пченицата и јачменот е посејан во Куманово, инаку убава вест со која што се гордеваме, целиот тимот кој што го поседува нашата фамилија. Јас ја работам. Прабаба ми рече вака: синко, ние бевме аргати кај богатите и ја купувавме земјата. Јас на мојот чичко му реков вака: ке си платам кирија, дај ми ги нивите да работат, да ги работиме, верувајте ми, само на нашата лоза, на нашата фамилија Димевски се работат нивите, а љубавина, ако некогаш нивата беше толку, сега е дупло, затоа што оделениците, јас земавме, храната ни треба, пред се, кога ќе заминам во село, ја полнам душата, работата ќе се сработи, така да тоа го пренесувам на младиве, мислам дека Максим е не на добар пат, него веќе усовршен, поставен, како што можете да забележите. Така е. Исто така дополнам дека во нашето училиште Јана Москомински, јас сум исто така основачот на медиумскиот клуб. Правиме списание. Тоа посебно ме радува, бидејќи ретко млад човек да рече сака во медиум и да биде. Јас го правам списанието за во училиштето, сум дел од основачите и успешно ни работи нашиот новинарски клуб. Дај Боже да се ширите, да се зголемувате, затоа што бројките покажуваат и во пракса, но од друга страна и кога се запишуваат на факултет дека ни на една рака не се веќе бројот на млади луѓе кои се одлучуваат да ни бидат колеги. Сите на менеджмент, за жал. Да, некако динамична и стресна можеби е професијата новинар, но затоа во друга прилика, Максим, ќе зборувам, ќе откриеме кои се и тајните на професијата и се, но тука сигурно Тони да ни открие неколку тајни околу пилешкото месо. Како да препознаеме што е квалитетно пилешко месо, баш онако ќе речеме свежо, а не донесено, замрзнато, одмрзнато, па му ставиле некоја марулка, па ни го изложиле, па тоа изгледа така фасцинантно, но кога ќе го сготвиме, ништо од тоа фасцинантно. Пилешкото месо е месо кое што навистина е најлесно за конзумација, ама и најлесно се расипува. Моја порака до самите гледачи дека пилешкото месо во маркет кога ќе купувате не треба да биде, иако има тоа 7 дена или 10 дена рок, зависи кој производител, колку ставил, не повеќе од 2-3 дена. Значи тоа треба да биде локално произведено. За да биде 2-3 дена треба да биде од нашите фарми, од нашите кланици македонски. Тоа е правото месо. Самата боја на месото си ја кажува, нели, колку тоа месо е свежо. Ако дојдеме до миризмата, тоа веќе е многу далеко од минато. Значи, не повеќе од 48 часа од самото преработка на месото, зборувам, нели, обработката на пилето, до трпезата, тука да се задржат и вкусовите, да се задржи и бојата на месото, и нели, пред се не е само да се нахраниме, целта е и да јадеме здраво и квалитетно. Дали месо, дали зеленчук, сето тоа е дел од нашата исхрана. Нели, здравјето доаѓа од уста. Јас знам да кажам дека можеби моje видување 20% можеби се гените, 50%, 70% можеби се е храната, 10-20% луѓето со кои што живееш, сето тоа се причините за среќен, убав и, нели, долговечен живот. Што ви рекол, еве сега ќе ви кажеме на пример за мојот доручок. Ние бевме прошлата недела бевме ние на планина, отидовме во една фамилија која што навистина се израдував. Баба, дедо, татко, мајка и 3 дечи. Топ. Си купивме сиренце, овчко, си купивме јајца, децава викам колку пари се јајцава? 10 денари. На пријатели викам не, табла е 400 денари. Значи, да додадеме вредност на оно што е домашно и да го поддржиме на локалното. Знаете, во таа планина, кога ги видов децава, ми се наполни душата. И купивме урда, кој што за жал тешко ја наоѓаме на нашиот пазар, зборам од сирење, од сорутката направено, од цвикот сварена и направена. Мојот доручок што е? 2 јајца од тие,
и една лажица, две лажици урда, малку Макдоналдс од нашого ќе ставам, топ. Ме држи, верувајте ми, 5 часа најмалку. Замислете вие сега со 30 јајца ќе направите 15 обруци и со таа кило урда ќе направите исто 15 обруци. Значи, вредноста на еден доручек е 0, а здраво до Бога, што би рекле. Сето на конзумирање на готова, брза храна, припремата на ова што го спомнав, верувајте ми, е помалку него чекање во борежилница. Па би се согласил. Помалку него. И би се насочил. Зошто ние ги произведуваме нашите зеленчуци и во нашата градина? Затоа што јас повеќе време би изгубил на пазар одејќи, него во Бавчо. На сабајле ќе влезеш 15-20 минути, пола сат, навечер, и не мора секој ден. Сега лесно со системот за наводнување. Ѓубре имаме, нели, од пилињата доволно. Значи, Бавчата ни е во дворот. Подобро е и, нели, целиот свет се стреми да се најде изворот од каде тоа доаѓа, да не биде се со прашалници. Знаете како нутриционистите викаат, кога ќе купите еден производ кој ќе има на него две непознати, стабилизатори 6, 5, 6 или не знам, тогаш немојте понатака, оставете го. Не мора да го конзумирате. Барете нешто друго. Еден моркови зедете и така. Кога сме кај самите зеленчуци, кај самите компири, за морковите се уверивме, односно слушнавме некои интересни факти. Дали може би знаете интересни факти за компирите или заедно да слушнеме и да се едуцираме? Максим, јас мислам компирот е милиони години, 1000 години. Тој бил еден од основните искрени, ја мислам, дека во човештвото и нели содржи скроп, содржи намирница кои што го менуваат и лебот и заситува. Максим, твој видување? Мој видување се согласам со тоа дека компирот е од многу давна датира, но како што движат годините, се менува се, многу од европските произведувачи и нормално нашиве користат химикали за да биде тој компир да личи убав, а вкусот е далеко од убав. Нормално компирот е убав кога сам си го одгледал, знаеш што си ставил, не е прескано, и да е мало компирче, да личи џгулјаво и неубаво, тоа може да е најздравото и најубавото компирче, него ли овие што ги имаме на пазар како големи лампиони. Како лампиони. Кој вкусил, тој се уверил, така нели велат, а за повеќе интересни и занимливи факти, почитувани ќе дознаеме во наредните минути, а потоа ќе видиме докаде ни е пилешкото, па ќе му го додадеме и сосот. Ајде да видиме со што компирите се доста здрави и да научиме неколку интересни факти за нив. Компирот, скромен херој што ја храни планетата и ја освојува Вселената. Може би изгледа како обична храна, но компирот има фасцинантна приказна. Преживеал империи, предизвикал глад, спасувал нации и дури бил одгледуван во Вселената. Со над 4000 сорти ширум светот, ова коренесто чудо е основен дел од исхраната на милиарди луѓе и четвртата најважна култура по пченицата, оризот и пченката. А знаете ли дека кората му е повитаминска од внатрешноста, а некои делови од растението се токсични? Од Андите до вашата чинија. Компирот потекнува од Јужна Америка, каде што домородните народи го одгледувале пред повеќе од 7000 години. Во 16 век шпанците го донеле во Европа, каде што првично бил сметан за чудна и сомнителна храна. Но благодарение на неговата отпорност и нутритивна вредност, брзо станал клучна намирница во многу земји. Супер храна со супер моки. Компирот е богат со јаглехидрати, витамин С, витамин B6, калиум и растителни влакна. Особено е важен за енергија и здравјето на нервниот систем. А најинтересно, во 95-та година НАСА успешно одгледала компир во Вселената, правејќи го првата зеленчукова култура што патувала надвор од земјата. Компирот во историјата и културата. Неговото значење не е само кулинарско. Во Ирска, неуспехот на жетвите во 19 век предизвикал масовен глад, а денес е символ на комфорна храна низ целиот свет, од француски помфрит до кремасто пире. Компирот не е само храна, тој е дел од глобалната историја, наука и култура.
Следниот пат кога ќе јадете компир, сетете се дека држите едно од најмокните и највлијателни растенија на сите времиња. Се информиравме зошто компирот почесто треба да го јадеме во различни форми, а во продолжение ќе видиме докаде е нашата кулинарска магија на чело со домашното пилешко месо, полно со комбинација од зеленчук, вклучувајќи моркови, но и компири. Тони и Максим, докаде ни стигна пилешкото, на мирис го чувствуваме. Дојде ред на нашата смеса. Леле, како добро изгледа. Сега морам очилата да ги задам из... Да, многу е топло, имате крпи таму назад, можете да ги земете. Да, да не се изгориме, бидејќи реално готвиме, во живо готвиме. Да. Еве, се успев. Да не речат сготвено го ставија во фурна, па го извадија. Отвориме фурната, да не. Сега можеме и да ставиме смесата. Тоа само на делот со месото, оди, така? Се со месото, да. Пополека. Е, колку добро изгледа. Верувам дека ќе изгледа и многу... Тоест ќе биде многу вкусно кога ќе го пробаме, затоа што изгледот финален повеќе од очигледно ќе биде добар. Вака подпечено пилешко месо, крцкаво, ме потсетува како на времето првите македонски народни приказни кога излегоа и символни ли беше пилешкото месо, печена кокошка да биде на масата, тоа беше кај царот, кај богатиот народ. Секогаш беше така, печената кокошка беше, да. Иако велиме дека пилешкото важи за лесно и ефтино месо, во тие гледања го презентираа како едно од тогаш било богатство, значи месото, самото месо било богатство. Затоа народот бил фит, затоа народот бил здрав, затоа што помалку се конзумирало месо. Сега имаме некако поголем избор на храни, се постело, нели? Нели, кога ќе погледнеме плажите, 70-тите години сите биле славички, сега сите се машала. Така да, али добро, али ако е здраво, може. И ако се движи, по мене јас секој ден без месо не може. Дали свинско, дали пилешко, дали телешко. Ама битно е да го издвижиш. Значи калориите да ги согориш. Да се потроши. Значи јас имам некаде од 15 до 18 илјади чекори. Секој ден пробав. Почнав да мерам, ама се откажав од мерењето затоа што си знам. Ефектот го гледаме, резултатот е иако од 50 години, нели? Максим, ќе те молам дали ова веднаш оди внатре во резна? Кратко време само да се зацрви, еве како што можете да видите, Максим, браво. Топ си го среди. За многу кратко ќе видиме како изгледа финално, ќе уживаме во целата таа кулинарска магија. Еве, Тони и Максим го враќаат месото за чинето во нашата рерна. Одлична кулинарска магија кај нас се случува, во аромат се чувствува. Тоа сигурно го знаеме, а за вкусот за многу кратко. Тони веќе прави напори. Леле. Ова вистинско или за реклама месото е вака подготвено само? Вистинско. 100% вистинско. Миризбата кажи. За миризбата немам коментар, за изгледот исто немам коментар, за вкусот ќе почекаме да кажеме. Така. Што правиме сега, Тони, пред да одиме на дегустација? Ќе отсечеме едно парче за да покажеме на нашите гледачи. Да, греото би било да не видат како тоа изгледа. Можеме да го изгарнираме со компирчињата, нели, да го ставиме околу. Па на вакво мевце, не знам колку е компирчиња. Треба, знаете како? Треба. Јас сум левак и затоа прво со десна вилушка, ама не бива. Секој ќе ги ставиме некој морковче. Може неколку да ги додадеме чисто да... Ова видовте самиот мет колку го поцрвени месото. Значи, тоа е навистина, мора да биде прво полно окото, а потоа да биде, нели, полн стомакот. Во интерес на времето, Максим, да ги подсетиме гледачите или доколку некој подоцна ни се приклучи, што направивме, каков е овој кулинарски специјалитет, што употреби, што направи за да стигне до овде? Најпрво месото го посоливме, потоа го направивме една смеса која што е, да речеме, ремек дело, која што месото го прави уникатно и посебно. Месото го подиспековме со компирчиња кои што имавме во приловот, колку ни се тие во секојдневно присуство во нашиот живот. Така. И потоа таа смеса ја ставивме врз месото, го допековме и можам да кажам дека со малце труд имаме месо кое што можам да речем дека е првокласно и полно вкусови и здраво. Полно вкусно за секоја прилика
и за секого. Еве ќе го исечеме да видите колку е тоа кревко и колку е тоа убаво, еве погледнете. Јас очекував некако покрцкаво да биде, не знам зошто, но од друга страна е многу меко и Маслото не му дозволи. крцкаво, да, не му дозволи да изгори. Нели? Како може да забележите. Исто така, внатре ова месо го ролувавме како ролат со 4 батачини и внатре ставивме моркови. Повторно комбинација на не само на вкус, туку и на витамини и на минерали. Така. Тони и Максим, благодарам што одвоивте време на продолжен викенд да дојдете во Јасака, Македонија, во живо да ни подготвите нешто со пилешко месо, да видиме како тоа изгледа зачинето со меканички рачно цедено Так. домашно сончогледово Сончогледово масло кое никаде не може да се купи, освен ако не си мајстор дома сам да си го произведеш како вас. Дали има нешто за крај да споменеме кој не го кажавме? Сепак ми сакал да дадам порака до родителите, децата да бидат уз нив. Децата се нашата иднина. Како што јас успеав, тврдам дека успеав, и синот, едниот и другиот, па и снаата. Еви Максим ги внесо во приказките, мислам дека јас направив големо дело во моето живење и се радувам дека сега и понатака, значи има веќе 2 внучиња од Стефан. И внуците веќе, иако најпоголемото е 2 години, Симеон, го носем и него на фарма ке пилињата. Од мало да види како тече Мора пакот. од тука, значи јас иако сум роден во Скопје, јас пораснав ке баба во село. Така е, Максим? Сегам повторно да го пратам тој апел кон младите. Не е срамота која работа се работи, срамота е да не се работи. Така е. Ние ќе работиме уште многу почитувани, имаме уште многу што да ви понудиме до 10 часот, но